Во изминатата година речиси 6000 ученици имигранти се запишале во јавните и приватните училишта во Колорадо, според државните власти. На Академијата Колорадо Heritage Heights во Денвер, повеќе од 1/3 од учениците се имигранти. Наталија Милер Форест е една од нив. Секој нов имигрант, без разлика дали е илегален, има зелена карта или пак е натурализиран граѓанин. Секој дете во Америка има право на бесплатно образование. Нејзиното училиште добива дополнителни средства од сојузната држава за да помогне да се прилагоди на предизвиците на променливата училишна средина. Овде се представени 23 држави, вклучувајќи го и Судан и ученикот Фарук Адам. Мојот најдобар другар е од Етиопија, а потоа дознав дека Етиопија и мојата земја Судан имаат многу заеднички работи. Она што ми се допаѓа во Америка е демократскиот систем, тоа што можеме да бидеме слободни, има слобода на говор и слобода на вероисповед. Сојана Хаптамо е од Етиопија. Сметам дека е важно да запознавате луѓе од други земји, бидејќи е убаво да имате знаење за различни места каде што не можете да отидете. Затоа е добро да ги разберете ставовите на луѓето и се останато. Украинката Ирина Шаталов вели дека многу родители имигранти се загрижени дека нивните деца ќе бидат оценети лошо затоа што не зборуваат англиски јазик. Ова училиште има многу нови имигранти со различно потекло и сите деца се играат заедно. Со наставници од Источна Европа, Индија и Африка, директорката Милер Форест работи на создавање удобни услови за сите нејзини ученици и е горда на тоа како американските деца им помагаат на соучениците од други земји. Ученичката Рејчел Вашингтон вели дека имигрантите го подобруваат академското искуство во училиштето. Неколку од моите пријатели се имигранти. Некои од нив се исто така од различни држави. Имам пријателка од Мексико. Таа ме научи неколку зборови на шпански. Новодојдените ученици значат дополнителни трошоци. Едукаторите велат дека дополнителните државни средства за оваа учебна година можеби ќе треба повторно да се зголемат следната година, бидејќи училиштата во Денвер минатиот месец објавија повеќе од 90% зголемување на запишувањето во однос на овој период минатата година.